Охрид може би и прв град по Македонија каде што почна да се слуша џез по кафе барови, па се најде во џези. И така сега ние едноставно ние живееме со тоа. Го отворија Михајло Цисковски и Јуре Штурец, така и сите ги познаваат низ градот. Додека ја градевме ние куќата, тие го отворија клубот, бидејќи нас не требаше финансии да ја довршиме куќата, градбата на куќата. Тие стварно направи еден добар дизајн, како што гледате, скоро и ништо да не е променето од тогаш. Јас бев мал, на моите 15 години идав тука, дури им помагав и ними. Денски ги подредбев пивата, гајбите во фриждерот, слушав џез секој ден. И од тука голема љубов према џез музиката. После 5-та година, едноставно ние го превзедовме. Јас и стриком и Ноне, заедно почнавме да го работаме клубот од 1995-та. До ден денеска, како сме имали успони и падови и се така нормално сме имали кризни периоди. Луѓе ни викаа, не советуваа промените музиката, веќе џезот не е тоа што беше или не се слуша џезот, ние не отстапивме од тоа, бидејќи секако го водиме со љубов овој клуб. Никош не сме отстапили од тој музички правец. Продолживме со џезот, потоа веќе луѓето го препознаа тоа, квалитетните луѓе во градов и туристите го препознаа местото. Низ овие 25 години, 26 што сме ние тука, имало над можда 5000 концерти со различни музичари. Да. На толку години поминати во џезин, секоја ноќ ни е нас посебна, секоја ноќ ни е вредна, секој муштерија ни е вреден, секој клиент што ќе влезе ни е вреден. Секоја добра атмосфера ни е вредна. Секој што дошол овде бил пријатно изненаден од мене, секој со добро понашање, со хумор, конверзација. Буквално никој кој бил овде не се осетил осаден, дури сам да дошол, секојаш бил или со нас, или со музиката. Сме били ни политички определени, или секојаш сме независни. Никош не се ширела бистрала политика во овој клуб, секојаш само убави работи се случуваат тука. Добра забава, добра жутка, добри концерти. Ми треба замена, да се одморам малку. Слободно влези, пушти да видиме нека музика, дали ќе се пише енергија помеѓу тебе и луѓето кои се тука. Да, едноставно би го научил максимално. Да, секој што би имал жилба во џезот, да би инволвиран во џезот, би му помагнал максимално колку што е во моја можност.